Најактивниот фолклорен ансамбл Љупчо Сантов од Оризари синоќа во салата на Домот на културата го одржа 22-тиот поред традиционален концерт, на кој се представија играорците од сите возрасти. Во препознатливиот амбиент, создаден од музика, ора, песни и носи, уживаа посетителите во преполната сала, кои со бурни аплаузи ги наградија младите играорци кои го промовираа вдешниот фолклор во земјите од Балканот и Европа. Тој пат традиционално го одржува својот новогодишен концерт, а воедно и новогодишна лотарија. Ова е еден збир сумирање на сето она што се случуваше во 2023 година. Да ви кажам, нашиот ансамбл имаше доста гостувања на многу меѓународни домашни фестивали и освои покрај благодарниците и многу награди. Се надеваме дека вечерва ќе присуствувате на еден убав настан и се надеваме дека во 2024 година ќе бидеме уште поуспешни од оваа година. Успеавме да учествуваме на сите домашни реномирани фестивали, учествувавме на многу јаки меѓународни фестивали, каде што во Хасково од 180 учесници го освоивме специјалната награда на фестивалот. Потоа во Тиват од 8 земји го освоивме првото место во традиционалните игри на плажа. Во Босилеград мистер и мис за најдобра носија, во Подареш исто така за автентичен фолклор, значи ние насекаде каде што настапуваме, каде што има некој надпреварувачки карактер, се закитуваме со некоја награда. По настапот на фолклористите на Љупчо Сантов беше организирана богата новогодишна лотарија со главна премија патување за двајца во Париз, како и многу други вредни награди. На тој начин овој меѓународно реномиран фолклорен ансамбл на оризарчани, како и на гости од други населени места, им честиташе новата 2024 година со желби да биде поуспешна, посреќна и поберикетна.